Јас треба окей да стиснам или ништо да не стискам? За момент само се остани на линија. Само да префрлам. Добро. Можеме да почнеме? Може. Линкот го објавивте? Да. Почитувани слушатели на Македонската радио програма 3 пати зет од Мелбурн. Денес разговорот ќе водиме со професорот Оливер Андонов, професор по одбрана, исто така и активен политичар во Република Македонија. Моментално е член на ВМРО ДПМН и дел од групата кои беа одцепени, односно бараја реформи во самата политичка партија. Професор, добар ден. Добро вечер за вас. Господине Перин, се радувам што можам за нашата диаспора, за нашинците да зборувам во вашата емисија. Се надевам дека сето ова ќе биде и добро прифатено и на почетокот една мала исправка. Ние не сме група која е одцепена од партијата, ние сме си членови на ВМРО ДПМН, се формираше една фракција во партијата која статутарно ниту е забранета, ниту е дозволена, но штом нешто не е забрането, тоа е и не е регулирано во статутот на партијата, тоа значи дека е дозволено. Ние не се бориме за, како што го нарековте тоа, реформи, туку за демократизација на ВМРО ДПМН, бидејќи сегашниот статут на партијата создава проблеми во демократскиот однос во партијата, односно најконкретно не учествуваат сите членови на партијата во изборот на председател на партијата, ниту на непосредни гласања, ниту преку реални представнички на представнички принцип, реален представнички принцип, бидејќи местните комитети не го бираат својот представник за делегат на конгресот на кој се бира председателот на партијата. И тоа го планирав тоа за во вториот дел од нашата радиопрограма. Да, само еден краток вовед да дадеме. Еден исклучително важен момент е прашањето за промените на статутот на партијата, каде што председателот на партијата предлага промени на Централниот комитет, така што Конгресот всушност, односно членовите немаат никаков удел во тоа дали статутот на партијата ќе се промени или нема да се промени. И еве, ќе застанам тука, ќе оставам простор што рековте во вториот дел. Само едно прашање техничко овде, кај мене излегува нешто disconnecting of this meeting is being sent to a third party, да стиснам јас окей, пошто прекриена е. Кај мене е се во ред. Окей, добро. Сега во ред, нели? Да, во ред е. Добро. Да продолжиме со интервјуто. Особено почитувани слушатели, моето внимание професорот Андонов го сврте со неговата посета во Софија по повод роденденот на Гоце Делчев. И во неговиот говор, че нам, ако го најдам, рековте дека имаме заедничка историја со Бугарија. Јас ќе се обидам да го најдам тоа, меѓутоа вие можете да продолжите со одговорот. Да, еве го пронајдов. Интересно е, можно интересно е, професоре, тоа што го кажавте вие, дека вие можне пријатно, драго вие што сте гостин во
беше чинам во Раковски салата, нели? Во големата сала на Војната академија, да. Да, на Војната Георги академија. Стојков Раковски. И во дел од вашиот говор вие спомнавте дека Гоце Делчев е заедничка фигура и ние имаме заедничка историја со Бугарија. Од каде го црпите тоа дека ние имаме заедничка историја со Бугарија? Значи, најпрво јас не сум историчар, но следејќи ги актуелните состојби, има потреба од едно нормално појаснување на сето тоа. Ние немаме заедничка историја само со Бугарија, ние имаме заедничка историја со сите околни земји. Дали е таа позитивна или негативна, тоа некој друг ќе го цени во обработка на историските материјали засновани врз аргументи и факти. Ние имаме заедничка историја и со Грција. Но дали е таа позитивна или негативна, повторно некој друг, како што имаме заеднички истории со Албанија и со албанците. Имаме заеднички истории со Србија и со србите. Како што имаме и со Бугарија и со бугарите заедничка историја. Тоа се историски периоди во кои народите се мешале, доаѓале до интервенции, неинтервенции, соработки, несоработки. Некогаш со некого сме биле на иста страна, некогаш не сме биле со некого на иста страна. И тоа само ги потврдува состојбите во кои ние како македонци треба да се грижиме за себе и за своето, а да бараме сојузништво таму каде што го имаме и каде што можеме да го имаме во актуелниот историски миг. Така и функционираат државите во основа. Значи нема како можеме да имаме заедничка историја со една држава која уште од 1878 година со Сан-Стефанскиот договор тие ја инкорпорираа целокупна Македонија со исклучок на Солун. Како можеме да имаме од тогаш до денес тие не признаваат македонски народ и македонски јазик? Каква е таа заедничка историја спрема вас? Вака ќе. Прво да го појасниме Сан-Стефанскиот мировен договор. Сан-Стефанскиот мировен договор го вклучува и Солун. Најпрво таа работа е погрешно интерпретирана дека не го вклучува Солун, го вклучува и Солун. Буквално областа Македонија во отоманскиот период вклучува делови, најголемиот дел од Косово, делови од Јужна Србија, делови од Албанија денешна, делови од Романија Добруџа и делови од Турција во Одринско. Тој Сан-Стефански договор не го има правено Бугарија. Тоа е историска вистина. Да. Бугарија не постоела како држава тогаш. Тој Сан-Стефански договор го има направено царска Русија поради империалистички цели. Дали во тој период русите не препознавале нас македонците како посебен народ или не препознавале, тоа е политика на рускиот двор во тоа време. Резултатот од тој Сан-Стефански мировен договор е донесувањето на Александар I Батенберг, руски кнез, односно дански кнез, роднина на руската царица, како нивен експонент да биде кнез на тоа кнежевство Бугарија. Реакциите на меѓународните, тогашната меѓународна јавност, односно на големите сили, пред се Австро-Унгарија прва реагирала, значи министерот за надворешни работи на Австро-Унгарија, грофот Андраши, кој е унгарец по потекло, го активира, односно го иницира Берлинскиот договор. Во него учествува Бисмарк, во него учествуваат британците, учествуваат како представници и србите, и грците, и романците, и черногорците. Да. Не учествуваат ниту бугарите, ниту ние. Учествуваат русите. Од тој договор Берлински произлегува едно кнежество Бугарија во едни граници кои ние ги знаеме, историски утврдени. Надене позади Корча се некаде и... Не се. Берлинскиот договор го поништува Сан-Стефанскиот договор. Да, ама Сан-Стефанскиот договор е позади Корча. Ама Сан-Стефанскиот договор ви кажав што се опфаќа, денешни територии на сите балкански држави. Да. И тие балкански држави, никоја од нив не беше спротивставена на настанот на одбележување на денот на... Не е тоа ден на бугарската државност. Тие го празнуваат како национален празник и точниот назив е Ден на ослободување од отоманската власт, робство, поточно, отоманското робство. Ние зборуваме за факти.
тие не велат ден на независност на Бугарија. Јас мислам дека е тоа друг ден кога се спојуваат со Источна Румелија, која по Берлинскиот конгрес е автономна област. Јас имам едно историско прашање за размислување зошто ако тогаш русите, австро-унгарците, германците и сите останати не препознаваа, зошто не дозволија Македонија да има автономија како Источна Румелија? Туку не заборавија и не вратија во состав на Отоманското царство. Зошто нашите дејци од тој период не побара автономна Македонија, односно барем некоја автономија како област во состав на Отоманското царство. И тоа е, како сакаме да го судиме, пак реков, историчарите со аргументи ќе го судат. И тоа е дел од една балканска историја. Гледате колку сме поврзани во тој дел од историјата и со денешно Косово, и со Албанија, и со Грција, и со Србија, па дури и со Романија. Бидејќи на една маса се решавала судбината на многу народи, а на таа маса не се... Да, меѓутоа не во позитивна смисла, албанците го ценат тоа во позитивна смисла, или србите. Не е Како мислите не го ценат тоа? Тоа знаете како го ценат, господин Перин? Го ценат како историско минато. Дали знаете зошто е почната српско-бугарската војна 1885 година? Ебе, да се задржиме на ова, сакав да продолжиме. Не, ама јас како историски контекст ви кажувам како се случувале состојбите на Балканот. Српско-бугарската војна 1885 година е почната затоа што Источна Румелија објавува обединување со кнежеството Бугарија. Добро, тоа е јасно. Затоа србите почнуваат војна. Тргнуваме од 878 година, од тогаш па Балканските војни. Балканските војни, Бугарија направи сојуз со Црнагора, со Србија и со Грција. Со Грција и со Србија, да. Да е поделат Македонија. Тоа е точен факт. Ако тие сметаат дека имаат, како што велат, македонски бугари во Македонија, како тогаш тие ја поделија, се сложија да го делат својот бугарски народ со грците и со србите? Потоа имаме Прва светска војна, катастрофално се поразени. Тоа е прашање како се согласили тие на воен... Фердинанд во тоа време. Да, вие сте воено лице, можете да одговорите на тоа. Потоа Првата светска војна катастрофално се поразени заради Македонија. Втората светска војна заради Македонија повторно влегуваат во сојуз со нацистичка Германија. 1991 година признаваат граници, не признаваат македонски народ, не признаваат македонски јазик. Уште ова да го додадам. 1940 или 52 ја укина автономијата на македонците во Пиринска Македонија. Сега, каде е таа наша заедничка историја што можеме ние да ја споделиме со Бугарија, кој ден денес себе... Не е тоа заедничка историја. Јас многу убаво ви кажав на почеток, дали е негативна или позитивна, се е тоа историја. И се е заедничка историја. Да, меѓутоа славењето... Славење на што? На што славење? Славење на владата на Богдан Филов? Тоа е фашистичка влада во Бугарија во тоа време. Вие бевте на прославата во амбасадата бугарска во Скопје, нели? Како што и мнози на други од Македонија беа. Само што никој немаше храброст јавно да каже да бев. Зошто да не одиме? Бев и на прославата на српската амбасада на 15 февруари на Сретение. Помалку белја да не видовме од србите во минатото. Не, тоа исто е запишано дека... Дали ако ме поканат грците на 25 март да појдам или да не појдам? Од кој аспекти да се водиме, господин Перин? Мојот став е од аспектите на нашето толкување на историјата, историското негативно искуство, и да се подсетиме на неправдите кои ни се направени, насилствата врз нас, загоричени, на загоричени да се подсетиме, или да се водиме од тоа дека денеска и со Бугарија, и со Грција, и со Албанија сме партнери во НАТО. Дека со Србија сме соседи. Така? Да. Дека сакаме да бидеме дел од Европската Унија. Што треба да направиме?
да се откажеме од нашиот пат во Европска унија и да не го гледаме современиот свет? Па не, меѓутоа видите Да се... што македонските власти дадоја на сметка на македонскиот народ, го обезличија со Северна Македонија. чекај, тоа е друго нешто. Исто така Тоа се е друг момент е, господин Перин, тоа. Значи, тоа сето во склоп со тоа заедничка историја, ако ние сме не. заедничка, видите, заеднички... Промената на името нема врска со заедничка историја. Па има како нема заедничка историја на една фамилија, на еден сопруг и сопруга, нивните деца, нивните потомци и така натаму. Ама ние не сме во брак, ние не сме во брак со никој од соседните земји, ние не сме во брак со тие држави, окупирана е Пиринска Македонија, Егејска Македонија. Сега вака. Под окупација. Да. Се подразбира насилно заземање на дел од територија од друга држава. Прашањето е, дали 1912 година постоеше Македонија како држава во било кој облик на териториите кои се одземени? Не постоеше. Така е. Дали, прашањето е сега, дали во борбите против османлиите учествуваа македонците? Македонски комити конкретно. Учествуваа. Така? Да. Учествуваа. Колку помалку, ако зборуваме за окупација, е окупација на Вардарска Македонија од окупација на Егејска Македонија? А исто е тоа, професоре, исто е тоа, окупацијата на Србија. Иста е како и во Грција и во Бугарија. Ако зборуваме за окупација, треба за сите да зборуваме дека го окупира. Дедо ми Богоја велеше, јас со сила бев земен српски војник. Точно. Да. Точно. Луѓе служеле и српска, и бугарска, и грчка, и османлиска, и кој знае колку војски морале да служат. Тоа е факт. Дали нас до 44-та година не признаваа како македонци србите? До 44-та, ма бевме под окупација, како да не признаваа? Така е. Точно така. Кога бевме јужни Срби, бевме сега. Ама ние сепак имаме заедничка историја во тие периоди, како што и денеска имаме соседска историја. Така? Значи, зборуваме за нешто што ние и со турците имаме заедничка историја. Што да правиме? 5 века биле тука. Да, и тие биле и во Бугарија биле 5 века. Точно. Ако се вратиме наназад, турците не велат дека професор, имаме ли прво и второ бугарско царство? Имаме ли Душаново српско царство? Имаме ли Византија? Која била Византија? Чија била? Ромејско царство? Да, меѓутоа, ајде да посочиме Грција со кого кажале дека имаат заедничка историја. Турците со кого кажале дека имаат заедничка историја. Како ние политички... Не мора никој да... Не, знаете како се, ние сега сакаме да се фатиме за нешто за да можеме да направиме кавга. Не кавга. Не мора никој тебе да ти каже дека ти имаш заедничка историја. Ти на Балканот во секој случај имаш заедничка историја. Прашањето е да се разбие таа историја на делови и да се каже тука е позитивна, тука е негативна. Но тоа не е работа на Оливер, веќе јас сум професор по одбрана. И јас немам намера да нуркам во историските архиви и да барам документи. Значи, едноставно не ме интересира тоа. За мене е важен актуелниот миг на Македонија. Дали нас вие сте воено лице, ги познавате исто воените способи. Јас сум веќе воено лице, бев воено лице, ама... Добро, ама сепак сте запознати, сте експерт за воени настани, за војни, за окупации, за тие работи се ваш... Тоа се нарекува теорија на војна. Да, вие тоа... Мене не ми е познато, меѓутоа сигурно вие сте... Добро. Многу добро запознати со тоа. И не е заедничка историја само на Балканот, еве заедничка историја да земеме на Блискиот Исток, Палестина, Израел. Да. Со Блискиот Исток немаме ние толку конкретна врска, ама имаме заедничка историја. Не со нас, меѓутоа и тие имаат, видете каква историја имаат, но се борат за своји човекови права, за своја независност. Тоа е нешто друго сега. Да. Тоа е нешто друго. Значи, актуелниот миг наложува борба за сопствената држава и за сопствените права човекови, почитување на човекови права во сопствената држава.
и тенденција да се гледа Македонија како изгледа во иднината, не како била во минатото. Бидејќи ниту една држава на Балканот не е иста како 1831 кога била создадена грчката држава или 1832 кога била српската држава создадена. Ниту територијално, ниту по организација, ниту по однесување во тогашната меѓународна политика, не е иста ни во времето на балканските. Ма и сега не ни признаваат македонски народ во Грција и македонски народ во Бугарија. Исто е. Не, полека. Тука да застанеме. Ајде, повелете. Да застанеме малку. Значи, кога и да сум комуницирал со бугарските официјални представници, не ме интересира некој таму на Фејсбук што ќе напише будалаштина или што ќе се појави Костадин Костадинов да тресе глупости, такви секаде има и секогаш има. Официјалната бугарска политика си признава македонски народ и македонска држава. И тука е завршена приказка. Нивното толкување за нашиот македонски јазик е нивен проблем и тоа е ставено надвор од прифаќањето во меѓународни работи. Тоа е дел од блокадата за Европската унија. Не, македонскиот јазик не е. Таму си има фуснота во која вика Бугарија не се согласува со ова толкување дека постои македонски јазик. Зошто вето ни ставија? Не, ветото ни го прво вето не ни ставија вето така како што се толкува кај нас и тоа е многу лошо интерпретирано посебно кај нашинците во диаспората, за да се надига приказката, да се создава. Повеле објаснете го. Еве ќе го објаснам. Значи, без намера, значи не сакам погрешно да ме разберете, не сум апологета на бугарскава политика, но нам првото вето ни го ставија французите. Ние правиме интервју, зборуваме отворено, што велат бугарите на открито ќе кажеме се. Нас првото вето ни го ставија французите. Изгледа со право го ставија ветото, бидејќи сакаат да се заштитат од тоа како ќе влегуваат државите во Европска унија, што денеска на дело можеме да го видиме во современи услови, како се однесуваат некои држави на Европска унија во Европска унија, по прашање на некои надворешни загрозувања. Унгарија и Чешка. Чешка не, Словачка е во прашање. Словачка, пардон. Потоа, под притисок на националистичките кругови, но не толку под притисок на исклучиво националистичките кругови, туку под притисок на проруските кругови во Бугарија, каде што представник е Радев на тој проруски експонент во Бугарија, како што е Костадин Костадинов, на Македонија и се ставаше вето од геополитички причини, не од тоа дека бугарите нешто нас нема да не признаат како македонци, јасно име на нив дека тоа е помината работа. Не може тие да ја вратат состојбата на балканските војни на 915 година, кога за волја на вистината го имаме еден Ѓорче Петров, кој под бугарската власт тогашна во Македонија бил управител на Прилепскиот округ. Или да го вратиме Робевци, кои го подпишале записникот за одземање, односно преместување, како што тие велат во тоа време, на имотите на црквите во Охридско, за да се заштитат од војна, па и до ден денес тој подвижен имот или вредности се наоѓаат во Софија. И никој нема храброст да ги побара да се вратат назад. Значи, тоа се други политички и општествени моменти. И јас нема да толкувам за тоа како тие луѓе се чувствувале тогаш или како функционирале. Јас сакам моментот денешен да го толкувам, а денешниот момент... Меѓутоа, видите, ајде повторно да ве вратам на Гоце Делчев. Гоце Делчев е во секоја македонска душа. Гоце Делчев е... Точно е тоа. Точно е. Така... Што се борел Гоце Делчев? Само за момент да ви поставам прашање. Гоце Делчев, коските на Гоце Делчев до 46 година стоја во сандуче. Ако бугарите толку го сакаа Гоце Делчев, иако Гоце Делчев бил заеднички со бугарите, тие ќе му направеа гроб, ќе му направеа убав споменик и и немаше ниту коски да добиваме, ниту ништо. Меѓутоа, во македонскиот дом илинденците го чуваја од 22 година. Пред тоа беше кај Михаил Чаков во Ксенти, па потоа беше во Пловдив, па од Пловдив отиде во Софија, никој не се интересираше од бугарските власти. Од каде сега тие заедничко славење? Сега вака. Сега
околу Гоце Кога, Делчев. кога уште 10-та година подпишаја договор со Грција дека се откажуваат од егејскиот дел на Македонија, а Гоце Делчев е токму од Клукуш. Значи, сега ме враќате назад, сега да зборуваме за геополитика и географија или да зборуваме за Гоце Делчев? Да, како што кажавте вие. Да, за Гоце Гоце Делчев. Гоце Делчев е од Кукушко. Гоце Делчев е од Македонија. Так. Јас нема да толкувам како што се чувствувал Гоце Делчев и што напишал, бидејќи не сакам да навлегувам во тие работи, не сакам да навлегувам како што може да разбудам негативни чувства кај вашите гледачи или кај некој друг, ако кажем Зборувајте отворено, ние треба да Не, не. знаеме, мислам треба Не, да се соочиме тоа со сакам да ви го вистината, кажам. мислам не треба За Григор ние да- Прличев, например, земете го Григор Прличев како наша историска личност, така? Григор Прличев во својата автобиографија што пишува? Кажете. Дека се чувствувал за бугарин. Јас тоа не можам да го сменам денеска. На кој јазик го напишал Сердарот Григор Прличев? На грчки. На грчки. Кај се школувал Григор Прличев? Во Во професор, Атина. ајде сега кога таму одите на тоа. Значи тоа се јас- историски околности, луѓе. Како да го појаснам ќе тоа ми на побегнеш од поентата. Јас живеам Ајде. 30 години во Австралија, сум подпишувал дипломи во средно образование на факултет како Ицо Добро. Најдовски. И тоа значи ли дека јас сум австралијанец? Не. Па и Гоце Делчев истото тоа го правил. Тој предавал во екзархијата, наметната екзархија работел. Ние за Гоце Делчев треба да видиме документи каде што тој сам за себе кажува што е. Па едно Тоа писмо е тоа само. Каде што И вели, тоа пишува во писмото? па таму кај што се обраќа и на крајот вели ние бугарите. Тоа да му правам. Но, Ред, за тоа мене е е само друг едно момент. писмо. Меѓутоа, Само малку. неговите заложби, неговата борба против Тоа бугарите, е за мене побитниот дел. Токму тоа што кнежеството, сега го кажувате. Значи, за мене поважниот дел е дека Гоце Делчев се борел за автономна Македонија. Тоа е за мене битниот момент. Дали тој се чувствувал бугарин, грк, македонец, какво значение има ако тој човек го вложил и го дал својот живот за Македонија, за автономна, за денешна Македонија што ја гледаме. За мене тоа е важниот момент. Дали е помалку македонец некој што денеска се бори за Македонија, а се пишува дека е албанец, еве во конкретниот случај, ја имам такви пријатели кои се борат за Македонија како албанци или како бошњаци, од оној што се нарекува македонец, го продаваше името. да, Кој е меѓутоа тука поголем македонец? има и од нив кои се борат за голема Албанија, секој ден гледаме големи карти. Но Меѓутоа, тие земаат што пари- се борат за голема Албанија, тие не се ни ако живеат во Македонија. Тие Па не се живеат, за земаат Македонија. земаат од буџетот македонски пари, од платата од македонци. Точно. Ама Да. тоа е работа на македонската држава да си ги реши тие работи. Македонската држава треба да си го реши тоа прашање за големи држави. А како македонската држава ќе го реши тоа? Добро, ајде Преку да спроведување на завршиме закон. со ова прашање. Како вие го гледате Гоце Делчев и како треба ние да го славиме, да го одбележуваме? Мислам да завршиме со ова прашање. Така како што и досега го одбележуваме, бидејќи Гоце Делчев е македонски деец. Тој е македонски револуционер. Тој потекнува од Македонија. И тоа е јасна приказна. Дали бугарите поради тоа што работел за екзархијата, инаку ако навлеземе во историски толкувања за екзархијата, многу ќе бидеме изненадени за некои работи што ете. Имало нема, тука не сакам да се шириме така. околу Да не ја шириме. конкретно, да. Тоа што Гоце Делчев бил питомец на војната академија Раковски, тоа што Гоце Делчев му биле посмртните останки чувани во Македонскиот научен институт и 46-та година од Љубен Лапе и не знам уште кој беше помеѓу меѓудржавен договор
се донесени во Македонија, тоа се друг тип на историски околности. Да не сме ги зеле тогаш, јас ви гарантирам дека ни ден денес немале да ни ги дадат. Па немаше ни да има ни гроб. Па не ќе стоја таму во Македонскиот научен институт. Да, Тоа меѓутоа е зградата на Пиротска. види Пиротска пет. една анкета пред 5-6 години кои се најпопуларни личности во Бугарија, Гоце Делчев беше некаде на 55-то и 6-то место. Ама тие не го спорат Гоце Делчев со нас, зошто се повикуваме на популарни личности. Јас таа анкета не сум ја ни гледал до душе, ама то нив им значи Гоце Делчев. Па им затоа што значи, тој никогаш- видете, професоре, им значи Васил Левски е на прво место, Христо Ботев е на второ место. Ама затоа што се бореле за бугарската држава. Гоце Делчев не се борел за бугарската држава. Гоце Затоа Делчев се борел за затоа не Македонија. може да би, затоа не може да биде заеднички. Ма, сега тие се повикуваат дека, види се, дали може да биде или не може да биде. Јас пак ќе кажам. Да. Гоце Делчев, каде работел? Каде се школувал? Од каде се префрлале преку границата да земаат помош во текот на подготовките за Илинденското востание? Јас ви го кажав примерот со мене. Тие организација, Јас 3-4 факултети завршив овде, овде ќе магистрирав, напишав десетина научни трудови и се тоа и на крајот се повикувате на неговото писмо, вие се повикавте, јас не знам, јас не сум го никогаш проучувал тоа за Гоце Делчев, дека пишал дека е бугарин. Или дека ние бугарите. Да, до Малешевски го праќа тоа, дека и ние бугарите. Значи не е важно. Вие го дадовте вашиот пример, јас мојот уште можеби поблизок пример ќе ви дадам. Јас каде учев училиште? Во Сараево, во југословенската војска. Да, ниту читав бев во Задар, Србин, Задар, Хрват. Зараево сте биле, Сараево, Задар, така? Сараево, Задар, значи нити Србин, нити Хрват, нити Босанец, нити Југословен, јас останав македонец. Па еве, одличен пример. Ама, толку тоа и ви го кажувам, јас не знам. Гоце Делчев, значи, некој нека извади документи и нека каже што себе си се дефинирал Гоце Делчев како етничка припадност, како народносна припадност. Но тој за мене е македонски деец, бидејќи работел за Македонија. Само А да ви тоа- кажам дека во сите негови писма стои македонци и Македонија. Само во едно писмо Да. има бугарите. Апсолутно Точно. писмата негови се достапни за читање, може да се видите. Точно така. Да. Македонци и Македонија. Затоа и се борел за Македонија и затоа велат во паролата Македонија на македонците. Сега, кои сме се македонци? Во денешна Македонија, кои сме македонци? Ние кои сме Знаете македонци? каде? Да. Кои сме македонци, група на луѓе кои зборуваат еден јазик, кои делат иста култура, традиции и обичаи, се со едно име се викаат македонци. Тоа сме ние од Република Македонија, македонците од Егејскиот дел на Македонија, македонците од Пиринскиот дел на Македонија. Тоа е народ. Тоа е народ. Да, Така? ама исто е тоа, македонци сме. Не, тоа е народ. Значи не е исто нација и народ. Не е исто нација и народ, меѓутоа ние Така. вие И прашавте тоа сега да македонци. го пресликаме на вашиот пример. Вие сте по народност македонец. Вие сте дел од македонскиот народ кој живее во Австралија, но ако имате австралиски пасош, вие сте австралијанец. По нација, така? Да. Истото важи и за Македонија. Во Македонија не се Не. македонци само македонците по народност. Да, Сите се меѓутоа македонци. никој не се кажува, гледате тие во пасошите. Сега. Не. Големите Това е карти нешто таму, друго. цртички има. Зошто вие кога одите некаде со вашиот австралиски пасош и ви се случи не дај Боже нешто надвор или нашиве во Канада или во Америка се повикуваат до нивното дипломати. дипломатско представништво за да побараат помош. Затоа што се чувствуваат така. Проблемот на Македонија е што кога можеше 30 години да создава македонска нација, не создаваше македонска нација. Ама тоа е проблем на раководствата на државата. Тоа е проблем на државната политика која никаде измеѓу не ставаше. И тоа е прашање на спроведување на една ретроградна политика. Јас ќе кажам и денеска таа пројугословенска политика која се спроведува во Македонија, која ни прави проблем. Потоа се најде еден црпнат кој го смени името и ние денеска каква нација би требало да градиме ако градиме према името на државата?
Треба да градиме северно-македонска нација. Така ќе излези тоа по 10-15 Ама не така ќе години. излезе, така е по науката. Така Не е по само по теоријата на науката, нации и секаде народи. ќе бидеме запишани северно-македонци. Еве, џерманскиот јазик. Точно така. Сега, пошто ова го дефиниравме дека е така, а имаме македонски јазик, ние сега што треба да правиме? Треба малку напред да гледаме. Што значи тоа напред гледање? Тоа значи влез во Европска Унија и можност потоа, откако ќе бидеш дел од Шенген и дел од Еврозона, никој не ти брани да го смениш уставот. Некој ќе ти забрани да го смениш името. А предноста која е? Како јас гледам на сето тоа? Македонија ќе биде цела. Тоа што нашите многу сакаат да го слушаат, Македонија да е цела. Македонија со граници и затворена нема да биде цела. Ми отидовте во последните прашања со што сакав да го завршам интервјуто со вас. Ама не, тоа се логички, Ицо, знаете, тоа се логички на поврзани работи кои денеска не сакаме да ги видиме. Ние сакаме да зборуваме за историјата и да историјата ја пресликаме во денешноста. Не може. Ама видите, кој не си ја Од знае историјата само може да научиме кај сме погрешиле. Кој народ не си ја знае историјата, не си ја знае ни еднината. Мислам, знаете за тоа. Ја вака, ајде, оваа флоскула Кајде да видам уште оваа дефиниција сакам да ме дадете околу 3 март, прославата на Бугарија. Бидејќи македонските политичари се откажаа, не отидоа, нели во беа поканети, не отидоа во Бугарија. Пред тоа на Бугарија. Па да, беа поканети за на 3 март. Или за 4. Некој бил поканет да оди во Бугарија на прослава? Или во бугарската амбасада тука што организираше прием? Чинам дека беше за да не ги мешам за Гоце Делчев за роденденот, дека за Гоце Делчев се откажа, а не отидоа. Да, ги помешав, да. Но во Република Македонија не знам кој беше, бидејќи вие изваведивте слики, јас тоа го видов. Јас кажав јавно зошто, па јас и од таму произлегуваат моите прашања, а не произлегуваат дека јас спорам нешто или јас прашувам. Вие треба да одговорите. Нема проблем, јас ќе ви одговорам. Јас не спорам, вие можете да одите кај сакате, мислам, ваше е право и вие сте слободен човек во Македонија. Јас се обидувам, господин Перин, да се однесувам како современ политичар кој живее во времето на 21 век, во третата деценија на 21 век, а не во 19 или почетокот на 20 век. Значи, Бугарија не е таа Бугарија од 1878, не е ни таа од 1941, дури не е ни она на Тодор Живков Бугарија. Бугарија е наш партнер во НАТО. Ние сме членки. Кои добрини набројате неколку добрини што имаме од Бугарија? Еве, на пример, кога грците ни воведоа ембарго, тие ни пуштија да комуницираме преку нив. Еве, на пример, 2001 година тие ни дадоа оружје, русите не ни дадоа оружје. Еве, две работи. Еве, за позитивен однос кон нив. Еве, 92 година Желју Желев прв ја призна Република Македонија, никој друг не сакаше да не призна, иако Бадинтеровата комисија имаше одлучено дека само ние и словенците исполнуваме услови за независна држава. Да, меѓутоа пак ќе се вратиме, не призна јазик и народ. Еве, денеска признаваат народ. Еве, денеска признаваат. Не ја признаа државата. Един народ во две држави. Добро, тоа да, знаете, такви будалаштини имало и ќе има. Ама политичарите го кажуваат, тоа Каракачанов го прави, онај Џамбаски го прават. И кај е Каракачанов денеска? Еве, председателот Румен Радев. Ама јас го напоменав Румен Радев по кој аспект. Вие сега знаете малку ме шетате од историски во современи работи. Значи да расчистиме една работа. Историјата не можете да ја аплицирате во денешноста. Ние, познавајќи ја историјата, не смееме да дозволиме да ни се повтори, бидејќи историјата која на народите им се повторува како фарса или како трагедија. Јас не сакам на Македонија да и се повтори тоа што и се случило 913 година, од 912, затоа што немала своја држава претходно. Затоа што 1878 година немало кој од Македонија да побара автономија во рамки на Отоманската империја. Затоа што немало кој да возобнови Охридска архиепископија, па моравме да чекаме 67 година, односно 59-та, па 67-та да ја возобновиме потполно. И дури
пред 2 години да успееме да ја направиме автокефална. Официјално, дефинитивно автокефална, признаена. Зашто морам да напоменам, без разлика на вашите лични релации со владиката Петар исклучителна заслуга има во тој процес. Бидејќи заедно со него и со Зоран Ефремов почти учествувавме во таа работа. Поглаварот Гаврил мене ми рече дека и во задникот е србин. Сега дали тој се чувствува србин, јас токму не знам, затоа што никогаш Кажувам не јас реков дека што се ми рече чувствува србин. пред 7-8 луѓе. Не насам. Но морам да кажам, тоа е вистината, значи јас никогаш не сум слушнал од владиката Петар дека рекол дека е србин, но дека учествуваше во процесот и единствено од владиците во синодот тогаш имаше храброст да влезе во директни преговори со србите по целосен ризик да биде прогласен за предавник, за оваков, за онаков, а да ја доработиме работата, затоа ќе ни треба посебна емисија да зборуваме што се случуваше годините наназад додека дојдовме на тој 24 мај 2022 година. Многу работи се случува, но резултатот краен е многу значаен, господин Перин. А тоа е автокефална македонска православна црква, признаен, Охридска архиепископија, признаена од сите, освен од гркофонските цркви. Да, ама признаена на 9 мај 2022 година. Да, не на 9 мај. Не на 9 мај. 9 мај има последица од претходните преговори. Но меѓутоа во нивната, во томосот пишува, односно знам јас, веројатно и вие знаете, дека МПЦ се откажа од независноста од 1967 година за 3-4 месеци и потоа ја прифате ова. Не е точно. Да, тој податок не... Ајде, дозволете ви, еве се една мала дигресија да го објасниме ова, иако реков дека цела емисија. Значи, преговорите завршија на 3 мај со Српската православна црква, на кој беше донесена одлука србите да го поместат за една недела соборот, нивен, за да може да донесат соборски одлуки со кои ќе се прифати автокефалијата на МПЦ. За да се запази канонскиот поредок, ние мораше да се вратиме кратко во автономија. Па значи тоа што кажувам јас. Не. Полека, не ги кажувате точно тајминзи. Што значи автономија? Формално, ајде дозволете ми да ви објасна. Формално, ние требаше да ги запазиме каноните за да тие после тоа излезат со целост во автокефалија. Што се случуваше? Ние не донесовме синодска одлука. Колку време бевме автокефална? Автокефална? Па ако се смета од 67 година сме автокефални, само прогласени, не после признаени од колку време се откажавме, за колку месеци се откажавме? Не се откажавме воопшто, бидејќи направивме персонално поврзување. Тоа беше поврзувањето. Ајде тоа објаснете го, ве молам. Еве ќе ви го објаснам. Архиепископот Стефан на 11 месечини мај потпише едно писмо, лично писмо до патриархот српски. Целиот спој, до Порфири, целиот персонален спој траеше 11 дена. Односно 13 дена, неполни 2 недели. Како персонален спој, каде што во меѓувреме на 16 мај отидоа на заедничко богослужење со србите, како помирување, за да на 24 мај дојде Порфири во Скопје и ја обзнани одлуката на соборот дека ја прифаќат нашата автокефалија. Така што во пракса ние немавме прекин на автокефалијата, имаше персонално поврзување преку архиепископот за да се задоволат каноните. Тоа значи се вративме во автономија. Тоа се нарекува малку црковна дипломатија за да се задоволат каноните формално. Добро, кажете го со народни зборови дека се вративме назад. Ама не можам да го кажам со народни зборови затоа што не се во прашање народни зборови. Туку е во прашање црковна дипломатија која на персонално ниво ги задоволи условите канонски, ги задоволи канонските услови за да тие немаат канонска пречка да ни дадат автокефалија. Даде српските барања ги задоволија нашите. Добра, ајде вие тоа инсистирате на една таква формулација,
ние ги задоволивме српските барања, србите го задоволија нашето барање. Кој е во зијан? Па не, Имаме ние зијан од автокефалијата или немаме? немаме зијан, меѓутоа зависи кој како од Каков историчарите. е зијан од нашот 13 дена персонална унија, да така кажам, со србите? Каков е зијанот? Објаснете ми го. Дали во државата се гледаат крајните цели или се гледа моменталниот интерес? Не може вие во меѓународни односи да победувате, господин Перин, постојано, а да на тој од другата страна кој преговара со вас не му дадете нешто. Да, кажувам факт кој се сокрива под карпетот, така под Ама не е сокриен тој факт. Постојат документи за тоа. Тоа што владиците наши не сакаат да зборуваат, тоа е нешто друго. Па не сакаат, за ним зборуваме. Ќе ви каже ли некој? Не зборуваме за Оливер Андонов. Ќе ви каже ли некој вам јавно дека нашиве поднесоа барање за апелација до Цариградската патријаршија. И мислам дека 4-5 години Цариград не одговараше на тоа, воопшто не реагираше на таа апелација. Да, откако излегоа србите во јавност дека ќе се договорат со нас, подитно Цариград излезе за да го и тоа е дел од црковната дипломатија, за да го преземе влијанието дека тие не прогласуваат за канонска црква на 9 мај. Така беше? Да. И зошто кога не прогласија за канонска црква до денеска не го прифаќаат томосот од Српската православна црква, кога 71-то правило апостолско вели дека од кого се одвојува црквата. Дека последната канонска юрисдикција важи од црквата од која сакаш да се одвоиш. Зошто Цариград нас не продаде, откако ја укина Охридската архиепископија, нашите епархии ги продаде на србите 1921 година и 22 година и даде томос на Српската црква, вклучително и нашите епархии. И под чија канонска юрисдикција сме ние. Зошто некои од нашите владици инсистираа бугарите да ни бидат мајка црква, повикувајќи се на екзархијата, бидејќи некога сме биле под екзархијата, односно овде биле испреплетени канонските юрисдикции. Една канонска юрисдикција била Цариградска по каноните, по укинувањето на Охридската архиепископија, другата била на непризнаената бугарска екзархија, која е признаена 53 година или 51 од Цариград. Бидејќи и тие територии на екзархијата припаѓале на Цариград. Па да се вратиме назад, зошто 1767 година Цариград ги инсистира кај турците да биде укината Охридската архиепископија, како што претходно ја укинува Печката патријаршија и Трновската патријаршија. Тоа се големодржавни идеи. Тоа е мегали идејата. Добро, да се вратиме назад. Многу е сложено сето тоа да се објасни, но генералниот заклучок е ние ја добивме ја верификувавме, не ја добивме, ја верификувавме автокефалијата која ја имавме изминативе 55 години. Гледате колкав процес ние поминавме 55 години за да дојдеме до верификување на нешто што сме го подсакувале од секогаш. И кажете ми еден податок, една информација, дали може некој било кој вашите гледачи да каже кога сме имале ние автокефална македонска православна црква во историјата. Ајде да се вратиме назад во денешното време, бидејќи гледам 50 минути има поминаме со нашето интервју. Последните посети на премиерот Христијан Мицковски во Америка на инаугурацијата на Трамп, потоа уште еднаш беше повторно, па бевме коспонсори на таа резолуцијата, па потоа посета на Унгарија, посета на Турција. И сега ако некој ги гледа тие работи од страна, кога ќе ги види сите тие настани, каде се позиционира македонската власт, земајќи го во предвид ставот на Европа или Европската унија спрема Украина, наспроти ставот на Трамп. Вам ви е јасен ставот на Трамп? Воопшто политиката на Трамп... Тебе прашувам за нашата... Да, па јас поставувам контрапрашање за да дадем до одговорот. Дали на некого му е јасно? Кажете го вие одговорот сега, јас не треба да давам одговори. Не, прашањето е реторичко, господин Перин. Го поставувам како контрапрашање реторичко за да дојдам до одговорот. Дали некому му е јасна политиката на Трамп? Вчера најави дека Америка ќе влезе во рецесија. Зошто Америка да влезе во рецесија?
Затоа Не што знам, во јас ведуваат мене ме царини, интересира повеќе ставот на Република Македонија, дојдеме, ма не, јас се каде обидувам ќе да се ви ја објаснам. каде ќе се Сликата, позиционира или каде се сликата позиционира. ви ја правам. Сликата ви ја правам. Значи, да воведеш царини на Канада и на Мексико, а зависиш од нив, непосредни соседи се, И да на воведеш Кина. царини на Европа, а најголемата трговија после Канада и Мексико ја имаш со Европа, имаш сериозен проблем и нормално е дека ќе дојде до рецесија. Тоа покажува една чудна политика, јас ќе ја наречам чудна, да не употребам некој преостар збор. Од тука, што мислите во перцепцијата на геополитиката на Америка, Македонија е значајна точка? Апсолутно не. И кому му е поблиска Македонија? На Европа, во чиј двор се наоѓа, односно на Балканот кој е мекиот стомак на Европа, или на Америка, на Трамп кој не знае ни кај е на карта Македонија? Да, јас тоа го кажав уште пред изборите кога имаше еден набој во Република Македонија за Еве се согласувам со вас во потполност, значи за тоа. И еве каде нашата власт сега се доаѓаме до одговорот. Нашата власт се позиционира на погрешна страна. Не се позиционираш со политики на поединци. Да, меѓутоа премиерот изјавува дека не го менува ставот за влез во Европската Унија. Ама тогаш се контрадикторни ставовите негови. Затоа ве прашувам, вие сте Јас го знам политичар, тоа. член сте на ВМРО ДПМНЕ. Да. И ние немаме шанса да зборуваме за политики, геополитики во партија. Бидејќи никој не сака да зборува за тоа. Премиерот во некој тесен круг или јас ќе бидам најдиректен. Нашата надворешна политика ја води Орбан. Нашата надворешна политика се води во Унгарија. Погледнете ги вие шизофреничностите на нашата надворешна политика. Оди во Турција, односно претходно од Америка доаѓа и вели ние ги поддржуваме политиките на председателот Трамп. Прва работа, поддржуваш политики на човек, што е погрешно, се поддржува државата. Нам, Соединетите Американски држави, ни се стратешки партнер, ние ги поддржуваме Соединетите Американски држави како институции, како држава, а не политиките на Трамп, кој моментално е во институцијата председател на државата. Понатаму, ако ти ги поддржуваш политиките на Трамп, зошто потоа одиш кај Ердоган, кој сега, после 30 и нешто години стратешко партнерство со Турција, се сети дека треба да го формира Советот за стратешко партнерство, тоа не е ништо ново, тоа стои во стратешкото партнерство во договорот, но првата работа која ти ја кажува Ердоган, вика, се согласивме со премиерот Мицкоски по прашање на Блискиот Исток, односно на Газа и Израел, дека треба да постојат две држави. А претходно Трамп вели да се иселат палестинците и Газа да биде Лас Вегас 2.0. Понатаму, одиш кај Орбан на заедничка седница на влада, сега не зборуваме за трошоците кои се направени, зборуваме за ефектите. Ефект немаш никаков. Се е на збор. Како што беше на збор, се видовме со Крис Павловски, бевме на инаугурација, седевме у 560 ред на трибините, гледавме удалеку што се случува, се сликавме пред Капитолот и такви работи. Кој е ефектот врз татковината? Македонија што ќе добие како ефект од сето тоа? И на крајот, кога се враќа од кај Орбан, тврди дека еве сите држави не се согласуваат со Европска Унија. Кој не се согласува? Па еден Фицо го смени ставот по прашање на поддршка на Украина од страна на Европска Унија, не го менува Орбан, се додека не дојде до тоа дека треба пари да земе. Или пари ќе земе од Москва, или пари ќе земе од Европска Унија. Тој за пари го прави тоа. И сега ние се водиме по политиките на Орбан. Една држава мора да има конзистентна политика, а таа политика мора да се темели на тоа каде припаѓа. Ние сме земја членка на НАТО. Ние се наоѓаме на европскиот континент. Географијата е безмилосна. Јас ке разберев ние да граничевме со Русија и да не бевме земја членка на НАТО. Ке ќутевме и ке ведневме глава. Бидејќи меч над глава ке ни стои. А вака ние сме дел од НАТО. И ние мора да бидеме во тој контекст да се однесуваме како лојален партнер на НАТО. Да се однесуваме како земја која сака да оди кон Европската Унија. Бидејќи Европска Унија очигледно дека влегува во конфликт со Трамп.
не со Соединетите држави, со Трамп. Со политиките на Трамп. И ние тука ќе имаме сериозни проблеми ако се однесуваме. Кој ќе биде епилогот од ова што го спомнав јас сега, посетата и ко-спонсори на резолуцијата, посетата во Турција, посетата во Унгарија, па Веќе го добивме епилогот. исто така барањето дека, односно неоткажувањето дека единствено и немаме дилеми е Европската Унија. Сега каде ќе се позиционира Епилогот ќе биде следен. овие Нема да одиме кон Европска Унија, бидејќи Европска Унија е само флоскула во реториката на Мицкоски и на владата, нашата влада на ВМРО ДПМН, која е таква каква што е. И тоа ќе донесе голема штета врз Македонија. И треба да имате една работа предвид исто така, која ја гледате сликата голема. Велика Британија ќе се врати Обединетото кралство во Европска Унија. Обединетото кралство ќе ги преземе активностите на водење барем на европскиот дел на НАТО. И тоа многу значи. Обединетото кралство нема да се откаже од Комонвелтот. Тоа со сигурност ќе биде така. Обединетото кралство заедно со Франција ќе бидат клучните држави, ќе се приклучи кон тоа и Германија и Полска, ќе бидат клучните држави во градење на европската безбедност. Значи, европскиот дел од НАТО. Затоа што припаѓаме таму, ние треба кон таму да одиме. Нашата влада нема да оди кон таму. И ќе видите во скоро време како што стојат состојбите, ние нема да тргнеме во никакви преговори, затоа ќе биде изговор Бугарија, двојни стандарди на Европска Унија, ќе се потикнува антиевропско расположение во Македонија, но затоа ќе се потикнува проруско расположение. Орбан во прва прилика ќе не остави на цедило, кога ќе му снемаат пари и ќе треба да ја оправда својата, да ја поправи својата економска позиција, бидејќи има голема инфлација таму. Така што оваа екскурзија на неконзистентност кон Европа и немање размислување каде припаѓаме може скапо да не чини како држава. Мене ми е жал што тоа како професор мора да го констатирам, но и како група која е фракција во партијата сме го согледале. Жалиме за тоа и мислиме дека сметката ќе ја платиме. Како држава и како народ, пред се мене ми е жал македонскиот народ што ќе ја плати сметката. Замислите што ќе се случува, еве Албанија е на патот кон Европска Унија. Што мислите, нема да добиеме дополнителни барања од Албанија? Сигурно. Да бидете убедени во тоа. Што мислите дека некој ќе го смени францускиот предлог, па посебно во овие ситуации со Украина, кога на Европа и гори под нозе, таа ќе се занимава со Македонија? Не. Таа може да се занимава со Македонија, но еве јас ќе искористам прилика сега да го кажам тоа кај вас во емисија, зашто знам дека во Центарот за комуникации во нашата партија, во ВМРО ДПМН, ќе го гледаат ова и ќе купуваат што може да купат, што може да ме критикуваат или што може да ме озборуваат, бидејќи така функционираат моментално. Веројатно Мицкоски нема време да следи, да чита, него му шепкаат на уво тоа што сака да му шепнат, а и толку му фаќа по таа приказка. Ако беше ориентиран кон Европска Унија Мицкоски и не беше задолжен кај Орбан, веројатно посредно и кај Москва, а и во Белград, прво што ќе направеше, ќе побараше средба со Макрон и со Страмер, ќе побараше средба кај Мерц и ќе каже јасно и гласно. Ја почнувам постапката за внесување бугари во Устав, затоа што тотално да не се во право бугарите, ние имаме интерес од тоа, да го поддржиме францускиот предлог, а вас ве замолувам и барам да ја поддржите Македонија во се останато што се однесува по прашање на францускиот предлог да се забрза процесот на интеграција на Македонија. Тоа би бил државнички потек. И тој потек може Македонија да ја забрза таму кај што треба да стигне, да влезе под чадорот на Европска Унија. Знаете што ќе се случува ново сега? По однос на односите со Европска Унија. Еве Макрон ќе прави средба на началници на генералштаби во Франција, во Париз, неделава. Ние, како дел од НАТО, од Европското НАТО, веќе контрибуираме во НАТО силите со еден батальон. Тоа е одлука државна, тоа сите го знаат.
И сега нашиот началник на генералштаб, под притисок на дневната политика на Мицкоски, затоа што немало Совет за безбедност, затоа што немало собраниска расправа по тоа прашање, затоа што нема ниедна релевантна институција државна да се изјасни по тоа прашање, ние ќе се откажеме од контрибуција во НАТО со војници, и дури и за мировни операции во Украина. И сето тоа ќе биде образложено пред народот, пред македонскиот народ, пред граѓаните на Македонија. Ние не сакаме нашите војници да гинат таму. Прво, Македонија не би пратила, како и Европа, европските НАТО сили, војници во Украина да водат војна за сметка на Украина. Тоа би биле мировни сили. Второ, Македонија како земја членка на НАТО има обврска да дава единици. Така сме декларирале. И тоа е наш проблем, што пред 10-15 години најавивме, пред 5 години го деклариравме тоа во состав на Сдружените сили на НАТО. Трета работа. Ако даваш контрибуција, можеш и да очекуваш да ти се врати, бидејќи договорот ако го почитуваш, ќе го почитуваат и кон тебе. Во тој контекст, сега како професор за одбрана да појаснам некој работи. Ако дојде до било какво воено загрозување на Македонија, Македонија мора да ги почитува одлуките на НАТО, односно своите учества во НАТО, за да може НАТО да и помага на Македонија. Не може ние да се откажеме од договорот, а некој друг да го почитува договорот. Кога една држава влегува во војна, не војува војската, војува државата. Сега погледнете ја Македонија. Колкава е, со колкави капацитети, дали може да издржи било каков притисок од надвор, а да не е дел од Сојуз. И зошто е важно да бидеме дел од Сојуз? Уште поважно е покрај НАТО да бидеме дел од Сојуз во Европа, да учествуваме во тие европски сили, НАТО сили. Важно е затоа што ќе имаме подршка од Европа. Ако влеземе во Европска унија, важно е дека ќе ги користиме сите и цивилни војни механизми на Европската унија. Ќе ги користиме економските бенефити од Европската унија. Да, меѓутоа не сакаат. А кој тоа вели дека не сакаат? Еве јас велам дека не сакаат. Зошто, господин Перин? Каде вие го видовте тоа дека тие не сакаат? Па еве, се дадовме што на што бараја, последното беше. беше... Тоа ние дадовме, господин Перин. Името го дадовме. Не го дадовме ние. Кој го даде? Еден, тоа Мицко никако да го уапси Мицкоски. Нели ќе го апсеше, нели криминалец беше, нели ваков, нели така. Сепак тој го даде. А каде беше ВМРО ДПМН да се спротистави на името? Колку пратеници од ВМРО ДПМН гласа за промена на името? Ние водевме широка кампања и за 30 септември, за референдумот. Јас бев 2 месеци во Македонија. Жестоки кампањи се водеа. Вие зборувате вие. Мицкоски вели, македонскиот народ на референдум, па викаше нема да излезам на референдум. Така беше? Да. Тоа конзистентна политика. Го повика е. членството да гласа секој по свое убедување. А можеше ли да ги повика сите македонски граѓани да гласаат против, да кажем? Па не знам, јас ќе бев категоричен. Можеше. Дали можеше да повика дека ќе оди и тој на преговори, па да видиме на што сме? Дали сега Мицкоски никогаш ова нема да го потврди во јавност, дека му е кажано и од тогаш канцеларката на Германија дека ако излезеш на референдум и еден глас имаш повеќе на референдумот, ние ќе застанеме зад тебе како да бидеш нов премиер и да потпишеш подобар договор. Не го знам, тоа не сум слушал. Дали некој намерно тоа го работеше? Па еве јас ќе ви кажам, мене Мицкоски ми има кажано, ако помине така супер, ние не сме криви. Бидејќи јас не сме виновни, бидејќи јас му бев во кабинет. Велите за ја бев фрапиран од тоа. Референдумот тој сакаше да помине, тој посредно индиректно вака така ги помагаше процесите да поминат за името, а тој да не е виновен. На крајот од се еве, господин Перин, зошто не покрена иницијатива да се врати името?
Еве ви логично прашање. Зошто, еве уште едно прашање ќе поставам логично за гледачите. Зошто него Апси Заев не го прогласи за човек кој има психички пореметувања, а човек со психички пореметувања не може да му биде валиден подписот? И врз основ на лекарско уверение да бараше поништување на промената на името. Затоа што учествува во целата игра. И дали треба да ви кажам дека за целата игра Па кажете. во многу стоеше не Европа. Европа беше насанкана како што Британија беше насанкана со Брекзитот. Затоа ова интервју за да кажете, затоа прашувам. Стоеа руските служби кои наметнаа ваков начин на решавање на проблемот со името, наводен проблем со името, за да цел живот ние имаме проблем со тоа прашање името па името. И не е проблем на крајот од се името. А што е проблем? Проблем е рушењето на прашањето за нацијата. Тоа што ви го објаснив на почетокот. Проблем е прашањето на тоа што ние колку години го форсиравме Александар Велики дека е Александар Македонски, дотука сме. Проблем е сега што се откажуваме од него. Ние во историјата немаме право на него. Да се откажа. Тоа се деловите од договорот. Сите се врзаат за името, а деловите од договорот се друго. Ако така одиме наназад да се вратиме, дали ни беше нам 93-та нудено Република Македонија во заграда Скопје? Да. Па тогаш подобро тоа да го прифатевме. Многу подобра варијанта ќе беше, така? Заградата ќе ја заборавеа сите. Да, меѓутоа, да. Знаете на што алудирам, господин Перин? Алудирам на немање визионерство и размислување за иднина. Не размислувајќи за иднината, ние не размислуваме дека преку влезот во Европска Унија ние ќе ги отвориме границите кон Егејска и кон Пиринска Македонија. Европа на региони. Ќе имаме фондови од Европа со кои на нашинците, на македонците во Егејска и во Пиринска Македонија ќе може со културни активности да им помогнеме да се кренат. Да, меѓутоа видите, тие шират демократски муабети, меѓутоа спроведуваат национални интереси. Секоја држава. Точно е тоа, па секој држава спроведува национални интереси. Апсолутно, сите и Франција. А во рамките на Европска Унија, господин Перин, кој е нашиот национален интерес? Германија веќе ги подигна границите и има насекаде. За кого ги подигна границите? Па за сите. За мигранти од Блискиот Исток. Не само за мигранти, сега кој ќе помени ќе биде прегледан на границата. Добро да ќе биде прегледан, па тоа длабинска контрола од секогаш имало. Да, меѓутоа не е модел во Германија со автомобил на 20 километри после границата излезе полицијата, тргне на страна, те прегледа и те пушти. Да, официјално се знае дека тие ги затворија границите и не само тие, и други држави. Не ги затворија сега, да не манипулираме со тоа. Никој во Европа не ги затвори границите, Шенгенот функционира. Функционира, меѓутоа еве ги десните Бугарија Шенгенот функционира. Значи видите кој е парадоксот, господин Перин, јас за тоа се обидувам да зборувам. Значи за да не ни се враќа историјата како фарса и како трагедија. Ние имаме состојба во која 1913, 1915, 1941 година бугарите и грците, еве да се абстрахираме ние од целата работа, Бугарија и Грција војува 1923 војува. Војуваа за Кавала, војуваа за Орфан, војуваа не знам за што. Денеска нема граница. Луѓе од Бугарија, бугарски државјани како европски граѓани купуваат имот во Кавала. Па и нашите го купија цел Халкидики. Па сега не го купија нашите цел Халкидики, ама за нас важат други правила. Јас што сакам да ви кажам? Утре ние дел од Европска Унија без Шенген. Со фондови од Европска Унија во Лерин ќе изградиме македонско училиште, не може да ти забрани тоа да го имаш. Во Благоевград ќе имаш македонско училиште. Ќе имаш културно-уметничко друштво. Па сега ние може да се чудиме на тоа и дали е или не, но е. Јас тоа ќе ви го кажам на чист пример со словенците во Италија.
Па италијаните не ги негира, а словенците, приморските словенци ги негира. Нели ќе се тепаше Југославија за Трст? Се сеќавате на тој период, Да. веројатно историски памтите? Па Осимски споразум, па зона А, зона Б. Нели ќе се тепавме со австријанците за Клагенфурт или Целовец? Па денеска ви имате Да не бегаме, словенечки да. училишта, градинки и така. Не, јас како примери ви го кажувам тоа. Го имате денеска тоа. Го имате во Австрија, имате словенечки училишта. Добро, Во го знам. Вила Клагенфурт. Сум бил, тие се однесуваат како мултикултурни држави, како што е А Австралија, зошто не Америка. би можеле тоа да се однесуваме на Балканот како мултикултурни држави? Затоа што Што е сме проблемот? осакатени сме од А соседните. каде во мозокот ни е проблемот? Па дај да И- се одосакатиме, да станеме современи и да бидеме европејци малку. Па добро, Знаете како? тоа точно тоа Да сакав. ви кажам еден Слушам, момент, сакав бев на да- Кембридж, имав предавање пред 1-2 недели. Да, ги гледав сликите. Сакав И- да ве прашам, уште и да заминавме од 1 час. Еве, на пример, вие не се служувате, имате фракција во ВМРО ДПМН. Да сте премиер на Република Македонија, како ќе се однесувате? По однос на што? Па целокупната Најпрво добро, најпрво би се однесувал многу штедливо кон државните ресурси. Ако јас како универзитетски професор денеска можам да купам за 45 денари една баничка со прас, истото би го направил и како премиер. Нема потреба од младо телешко месо, јунешко или не знам авокадо и папаја да јадам, бидејќи тоа се пари на граѓаните. Тие 30.000 евра што месечно се трошат во владата или 360.000 евра на годишно ниво, доволно се да се потрошат 20.000, 30.000 евра на годишно ниво за кафе, за сок, кога ќе ти дојде некој гостин да има што да го послушиш. Понатаму, јас сум убеден дека премиерот има и картичка, инаку тоа секој министер, барем јас кога бев во МВР министер, имав 5.000 евра картичка која можев да ја трошам на месец. Тоа беше презентација. Јас и тогаш не трошев, не би трошил ни денес. Бидејќи, ако мојот македонски народ, моите граѓани во Македонија живеат сиромашно, и ако на студентите им пресметувам 140 денари за еден оброк, со што тоа јас имам право да трошам милијадници евра? Тоа е првата работа. Втората работа, би се прибрал дома и би работел на спроведување закони, донесување закони, решавање на прашањето со уставот јасно и гласно кажано. Каде сите турци, таму и голасан. Ако ги има и албанците, и власите, и турците, и србите, и не знам кои се во уставот, ќе ги има и бугарите, и хрватите, и црногорците, и евреите, и ескимите ќе бидат во уставот. Ако толку сакаат да бидат сите во уставот, ќе бидат, бидејќи таков ни е уставот. Да беше уставот граѓански во смисол да не се набројуваа етничките заедници, односно народностите, односно македонскиот народ и деловите од другите народи, точно уставно како што е дефинирано, тогаш ќе беа сите северно македонци. Како што се вика државата, се извинувам, ама тој што ни го смени името, пак ќе кажам, никако да го приберат у државава. Барем да го судеа за криминал. Не само за велепредавство. Понатаму би ги спровел сите законски решенија кои ќе овозможат на Македонија брзо прилагодување кон Европската Унија и би ги отпочнал интензивно преговорите. Би учествувал во рамки на Европското НАТО, но би развил и јавна дебата по тоа прашање. Како ќе се наметните на Европската Унија? Ете ви кажав како. Преку Европското НАТО би развил јавна дебата во Македонија за донесување одлуки, но Советот за безбедност, парламентарната група за одбрана и безбедност, владата со министерствата за одбрана пред се и надворешни работи, ќе ги утврдат основните постулати во кои услови и како ќе учествува Македонија, каде и во кои сили и со кои средства. Би се отворил кон НАТО земјите, Македонија би ја поврзал со коридор 8 и коридор 10 подитно
и би ги вложил парите од страшниот унгарски кредити, оној новиот што ќе ги земе, не во паркче, во аеродром или во не знам кое место, паркче и плоштадче, кој нема никогаш да ви ги вратат парите назад, туку би ги вложил во агроиндустрија, значи производство на храна. Македонија мора сама да се храни, за зор заман мора да имаме, што се вели, сами храна, и би ги вложил во индустријско производство. Најпрво, бидејќи се гледа дека ќе оди работата кон војно производство, би ги вложил во наменска индустрија, но не во партнерство со некој друг. Прво наменска производство на Македонија. А нам ни треба наменско производство, не да произведуваме авиони, хеликоптери, тенкови и бродови, туку ни треба да произведуваме заштитна опрема. Би ги вложил парите не во реновирање на болницата 8 септември и продавање на паркингот на клинички центар, туку би ги вложил парите во изградба на нова војна болница. Бидејќи Македонија во НАТО, покрај контрибуцијата во сили борбени, треба да учествува во логистички аспект на НАТО. Една војна болница која би работела и за мирновремени потреби на граѓаните, а поддржана од НАТО, може многу да придонесе во здравствениот систем. Значи би произведувал нови вредности. Ево ова накратко, бидејќи немав намера, не очекував дека вакво прашање баш ќе ми поставите, па да се подготвам како за на избори програма. Немаше доволно, нели, време. Значи тоа е фактот што го размислува и фракцијата и јас лично, кога би бил премиер и председател на ВМРО, а кога би бил председател на ВМРО, прво што би направил, на ВМРО ДПМН, прво што би направил, тоа би била демократизација на статутот на партијата. Или представничко гласање на Конгрес за избор на председател на партијата со представници бирани од секој месен комитет, а не 500 кој јас како председател на партија ќе ги предложам на извршени централен комитет, а составот на централен комитет јас го поставувам, јас како председател го предлагам извршниот на тој централен комитет и кога да видите се укруг си се врти. Ние сме се собрале 500 луѓе, и централниот, и извршниот, и Унија на млади, сите ми се членови на Конгрес. И тие мене ме бираат. Тие што ја ги поставувам, тие мене ме бираат. За каква демократија не зборувам? Како можеме ние да дојдеме во партија? Еве ваква дискусија да водиме како со вас, јавно што водам дискусија. Како ќе дојдеме во таков момент да седнам јас во партија и да седне Мицковски, да седне министерот за одбрана, да седне министерот за надворешни кој ми беше во посета и нешто посебно не видов повторно бенефит за Македонија, освен што посети некоја црква градинка и со една министерка се виде таму од австралиската влада. Веројатно тоа вие му го имате како диаспора, не мислам ли вие лично, господин Перин, мислам како диаспора, му го имате договорено да се види со некого, да не биде била баба да прошета, нели? Поентата е во тоа дека треба да се зборува во партијата за политиките. Една е партиските политики, демократизација на партијата, друго е државните политики. Како ќе ги дефинирате партиските политики кога еден човек е и пратеник и председател на општински комитет, и у комисии, у едно и друго? Ко троглава аждаја, се живо во него. Јас лично кон партијата гледам дека не може една личност да извршува повеќе функции. Една функција може да извршува. Така, професоре, останува да ценат слушателите и гледачите кои не следеа на денешната емисија која водев со вас. Дали сте во право или не сте во право, нормално дека тие што следат, тие ќе го кажат своето мислење. Јас можам да ви се заблагодарам и се надевам дека и поканата. Да, и понатаму дека ќе соработуваме и ќе имаме отворени интервјуа без задршка. Да, обично јас не поставувам, не давам прашања и самите прашања произлегуваат од самото интервју или од самите одговори на личноста. Јас уште еднаш ви благодарам и останува да соработуваме и понатаму. Јас ви благодарам. Кога сакате можеме да повториме некој интервју. Поздрав до нашинците во Австралија кои ве следат, во Нов Зеланд веројатно ве следат, не знам. И Канада, Америка. И на секаде ни светот, бидејќи YouTube каналот е јавен. Им посакувам пред се да бидат во добро здравје, иако морам да напоменам една реченица, многу навредливо звучи кога нашите од Австралија
толку силно ја бранат Македонија, а се против НАТО, против Европска Унија и ја поддржуваат проруската политика, што е трагедија за нас. Јас на некои такви ликови кои навредливо се однесуваат и полни со омраза и кон мене лично и кон многу други луѓе во Македонија би им препорачал, ако толку ја љубите Русија, зошто не заминете да живеете во Москва, него сте во Сиднеј, Мелбурн, Камбера и насекаде во западниот демократскиот свет. Така, има, секој има свое право да размислува и да се но логиката не наведува на нешто друго, господин Перин. Човек треба да почитува таму каде што живее и да се соживее со маката на тој кој живее и во денешна Македонија. Да, меѓутоа македонските иселеници немаат никакво влијание врз властите во Република Македонија изминатите 34 години. Морам да ви За жал, во некоја друга прилика ќе разговарам и на таа тема. Јас на луѓето од Светски македонски конгрес некогаш ќе му кажував на тоа дека вие како дијаспора не треба многу да се подпирате на власта во Македонија, треба вие да се организирате и вие да ги имате тие наши... Тоа е една друга посебна тема. Ние знаевме како се боревме. Во контекст од црквата можеме да ја обработиме, ако сакате. Ние се боревме против разузнавачките служби на Југославија, на Бугарија, Грција. И се уште се борите. Да, и сега од домашните предавници имаме најмногу мака. Ви благодарам.